Запишувањето во средно училиште не е само административна процедура, тоа е момент што кај многу семејства носи тензии, дилеми и судири меѓу желбите на децата и очекувањата на родителите. Колку децата навистина самостојно одлучуваат каде ќе продолжат и колку одлуката е под влијание на семејството, дали постои златна средина меѓу детските соништа и родителските грижи. Ово утро се разбира на оваа тема. Во следниве 15-20 минути разговараме во Македонија наутро со нашата следна соговорничка која што ја имаме во студиото. Добро утро. Тина, јас пробувам само се извинувам, Кристина Атанасова. Пробував само да ги најдам податоците, бидејќи ги немав запишано тука на овој лист. Интересна тема отвараме во период кога уписите се актуелни, посебно за средношколците, бидејќи тука секако одлуките на родителите и нивните насоки не можеме да ги занемариме. Колку децата вообичаено имаат изграден став за тоа што сакаат да учат по основното образование, колку може да имаат изграден став на своји 13-14 години? Добро утро, Ване. Благодарам на поканата. Секогаш со задоволство прифаќам да гостувам во вашата телевизија и во твојата емисија. А во однос на процесот на запишување во средно образование, во тоа развојно доба, односно во развојниот период во кој се наоѓаат средношколците, кои доаѓаат во прва година, односно основците кои што го завршуваат своето 9-то оделение, се наоѓаат во една фаза кога доминираат одредени хормонални процеси, одредени влијанија на средината, на друштвото и така натаму. Меѓутоа, психолошки гледано, тие се наоѓаат во една фаза кога когнитивно веќе имаат способности за апстрактно размислување. Што тоа значи? Во однос на нивниот когнитивен развој, тие се подготвени да се ставаат во различни ситуации, да анализираат различни опции и да ги преиспитуваат сите можни последици кои од истите можат да произлезат. Тоа во превод значи дека детето можеби веќе има одредена идеја за тоа каде би можело да биде во иднина. Дополнително, кога на овој когнитивен развој ќе го надополниме и процесот на формирање на идентитетот, слободно можеме да кажеме дека основците веќе во 9-то оделение на возраст од 14-15 години го пронаоѓаат, го формираат својот идентитет, односно се прашуваат кој сум, каде сакам да бидам, што е она што сакам да го постигнам во животот, што е тоа добро, а што не, што треба да го применам како модел на однесување од повозрасните личности, од социјалната средина и така натаму. И кога на сето ова ќе го надоврземе општественото влијание, започнувајќи од примарните социјални кругови, семејството, родителите, кои што со своите очекувања и ставови и тоа како знаат да влијаат на изборот на средно училиште, врсниците, чие што влијание е неспорно, и секако она што значи општествена норма, односно она што во нашето општество се нарекува добро или престижно училиште. Колку и да не се согласуваме со тоа тврдење и треба сите да бидеме на едно исто ниво, како средни училишта зборувам, сепак факт е дека и тоа постои. Како изгледа процесот на донесување одлука? Дали повеќе доаѓа од самото дете или од семејниот притисок? Индивидуални различни случаи постојат секако, меѓутоа јас многу повеќе би обрнала тука внимание како треба да изгледа процесот на донесување одлука, за да може на крајот сепак детето, но и родителот да биде задоволен. Доминантно детето. Првата фаза во која треба да учествуваат и родителот и детето е фазата на интересирање. Во последните години се применува нешто што мене многу ми се допаѓа како активен чинител во средното образование, да речеме моето средно училиште Јосип Броз Тито, гимназијата во Скопје применува отворени денови. Што тоа значи? Се обидуваме да им го олесниме процесот на избор на основците, им дозволуваме посета во нашето училиште, каде што ќе се запознаат не само со инфраструктурата, односно со самиот објект, со училишната зграда, со сета онаа опрема со која располагаме. Факт е дека не сите училишта се подготвени со иста опрема, особено кога станува збор за она што значи ИКТ во наставата и слично. Сите се трудиме, меѓутоа навистина ќе го искористам моментот да се пофалиме дека како средно училиште располагаме со сите можни капацитети за да обезбедиме една најсовремена настава. И тука е нештото кое што највеќе ги привлекува, да речам, сите
основци на возраст од 15 години. А колку тоа што некои училишта се тренд ги привлекува, малку и тоа да го расчистиме, не е тоа само во Скопје, или во секој град постои училиште кое што е тренд. Тоа од секогаш така било. Колку тука, без разлика нели условите, ете баш и поради совршените услови кои што се нудат на учениците, некако меѓу нив се зборува. Да, тоа училиште е тренд. Факт е дека тоа е влијание не само на општествените норми, туку и на врсниците. И на врсниците, да, меѓу себе што се споделуваат. Апсолутно. И за тоа и изборот... Не го постави во лоша конотација. Што врсниците, генерациите се зборуваат меѓу себе и го фалат училиштето, има и зошто. Така е. Но колку тука треба да внимаваат идните средношколци, да гледаат што сакаат, нешто е тренд. Апсолутно. Затоа и ќе се навратам на овој момент кога тоа го гледаме ние кога ни доаѓаат на посета. На пример доаѓаат, така е. Доаѓаат цели друштва, односно неколку врсници, меѓутоа тука веднаш се воочува разликата. Да речеме, имаш дете кое што ќе каже јас за овде не сум, сепак ќе изберам стручно училиште. Имаш дете кое што ќе каже јас ќе одам со другарите. Тука се воочуваат, факт е дека постои тој момент, тренд кој што се каде ќе ми оди друштвото, таму ќе одам и јас. Меѓутоа, тука веќе согледуваме многу јасни разлики меѓу изборот на учениците. Односно, се појавуваат две категории. Ученик, односно дете со јасен став, јас сакам тука и тука нема двоумење, тука родителот е само како фигура родителска да го поддржи. Од друга страна имаме деца кои што ни излегуваат од училиштето со двоумење. Тука веќе е неопходна поддршка не само од родителите, јас тука ќе ги споменам и стручните служби во осмолетките, односно во основните училишта, кои што со процесот на кариерно советување, со разговори, професионална ориентација и така натаму, можат слободно да ги насочат учениците во основно училиште. Со оглед на сите општествени влијанија, со оглед на влијанијата на врсниците доминантно, посебно затоа што, знаете, на таа возраст, децата, колку и да го имаат развиено оној што го споменав, когнитивен процес, колку и да ги имаат развиено одредените критериуми, колку и дома родителите да посветуваат внимание и да разговараат, сепак на крајот на денот друштвото е тоа кое што, или другарите, кои што во иднина да кажам, на некој начин може би имаат и најголемо влијание врз процесот на избор на средно училиште, затоа е неопходно многу сериозно да се пристапи на изборот на продолжување на своето образование и дефинитивно одлуката треба да биде баланс. Ќе се навратам на клучното прашање, на кој начин баланс? Баланс помеѓу оно што значи желба на детето, но и став или мислење на самиот родител. А во кои случаи родителите имаат најголемо влијание? Дали кај оние деца кои што се несигурни или кои што немаат јасна желба? Видете, многу е очекувано кога детето нема јасна желба. Или кога имаат, се извинувам, јасна желба, да. Ако детето се двоуми, очекувано и посакувано е родителот да се вмеша во целиот тој процес, да му односно да да има влијание, да му помогне со совет, со активен разговор, со преиспитување на сите можни опции за тоа кое би било најсовршеното училиште за да се продолжи средното образование. Јас многу повеќе би апелирала во оние случаи кога до родителите секако, во оние случаи кога детето има јасна желба, така е, затоа што видете, многу често се случува во пракса да родителите од најдобра намера, гледајќи во некоја подалечна иднина за детето, се обидат да наметнат некои свој или семејни традиции. Неретко се случува во нашето општество посебно, родителот е, еве ќе појдам од себе психолог, сакам и детето да ми биде психолог. Да, нема родител што му мисли лошо на своето дете, тоа да, но најверојатно со добра намера. Апсолутно се согласувам, со добра намера на несвесен начин се наметнува нешто кое што на крајот може да биде сосема спротивно на оно што го сака детето. Или па од друга страна имаме и други ситуации. Родителите исто така често несвесно знаат своите нереализирани желби или цели од минатото да ги проектираат на децата. Во ниеден момент не смееме да заборавиме дека сепак децата се тие кои што утре ќе дојдат во средните училишта, таму ќе го поминуваат половина ден и тие се тие кои што е неопходно да не бидат среќни и да се чувствуваат задоволни за да можат да постигнат оптимални резултати, што значи баланс родителот со совет, со еден
не многу нападен начин, со одредување на насока, но не и со наредување каде детето ќе го продолжи своето образование. Кога зборуваме за мешање на родителите, каде е границата помеѓу грижа и притисок? Одлично прашање, како и за секоја друга работа, граница која што е нешто што многу лесно се поминува. Добрата намера на многу брз и едноставен начин може да премине во нешто сосема спротивно. Иако пак ќе кажам, родителството апсолутно не е дискутабилно дека сите ние сакаме да бидеме најдобри можни родители на свет. Меѓутоа, колку и да постојат одредени принципи, правила, добри родителски воспитни стилови, животните ситуации не ставаат секојдневно во одредени искушенија во кои секогаш имаме најдобра намера. Меѓутоа, како родители, постојано се преиспитуваме дали доволно добро постапив, дали некаде несвесно сгрешив и така натаму. Воопшто не е дискутабилен моментот дека намерата на родителот е најдобра. Што е тоа што е разлика? Да речеме кај грижата, кај родителското однесување кое што опфаќа грижа. Неопходно е во позадина да има присуство на љубов, меѓутоа зборувам за покажување на љубов. Не само со збор да му се каже на детето: мама или тато тебе те сакаат, ама ти ќе го продолжи своето образование во тоа и тоа училиште. Не, туку навистина со дела и со процес на активно слушање, да му се првенствено се почитува личноста на детето, да се ислуша, да му се даде можност самиот ученик да го каже својот став, да се мотивира, да се стимулира. Од друга страна пак, што е она што значи притисок? Родителите, да речеме, ќе се обидат да го мотивираат детето со тоа што ќе применат принцип на позитивно подкрепување. Ќе те наградам ако се запишеш во тоа и во тоа училиште. Тоа е притисок и тоа ќе го доведе детето. Да, детето ќе биде во ќе го продолжи своето образование таму каде што сака родителот, ама колку ќе биде навистина исполнето или сепак ќе исполнува нечии туги желби и интереси. Да не се критикува, да не се осудува, да се применува процес на активно слушање, односно кога ќе се седне да се разговара со детето, дефинитивно е неопходно да му се остави можност да го искаже својот став, па дури и кога родителот не се согласува со истиот, едноставно да најде еден индиректен, суптилен начин, затоа што децата на таа возраст се многу ранливи и може тука многу да им влијаеме како родители со нарушување на сликата за себе и со ред други работи кои што долгорочно гледано може да имаат негативни ефекти. Затоа е најдобро во овие ситуации едноставно да се ставиме во средина. Активно да го слушаме детето, да му кажеме дека сме тука за него, да му покажеме љубов, но доколку сметаме дека греши, да се обидеме да најдеме начин со кој што тоа ќе му го покажеме и едноставно ќе му дадеме совет. На крајот на денот одлуката секогаш треба да биде на детето. Има ли ризик децата да изберат по тук вкус, па подоцна да се чувствуваат заглавени или незадоволни уште додека се во самото средно училиште? Не зборуваме за откако ќе завршат. Така. Туку најверојатно и во тие 4 години откако ќе сватат што направиле, ќе им биде малку потешко да ги слушаат предавањата на часовите, најверојатно да се социјализираат со врсниците. Најголемата последица е ако го заврши детето средното образование, има чувство дека некаде залутало во тој процес на избор. Но за среќа тешки му се и тие 4 години, најверојатно кога ќе свати дека не е по негов вкус тоа што го учи. Тоа се гледа во некај децата. Посебно ние како психолози тоа кај децата го воочуваме, така е. И дури имаме еден одреден сегмент во нашата работа, да речеме го имаме тоа кариерно советување, кое што меѓу другото го опфаќа и целиот процес на избор, па дури откако ќе дојдат во нашето училиште. Сега тука има една законска регулатива која што за среќа мене многу ми се допаѓа како психолог, бидејќи нашата работа е првенствено да обрнеме внимание на менталната или психичката состојба. Ако детето не е среќно, уште на 1 септември по прва година средно училиште ќе се забележи кај истото. И што се случува? Знаат да дојдат ученици.
направив грешка. Што е тоа што може да се спроведе? Ќе се испише од едното училиште, ќе си направи избор, односно ќе ја продолжи годината, да речеме, во некое средно стручно образование. Што значи, за среќа имаме можности за корекции, меѓутоа, за да не дојде до тоа, секогаш треба детално преиспитување на одлуките за тоа каде децата ќе го продолжат своето образование, секако за да ги спречиме од некои можни негативни последици кои првенствено ќе влијаат на нивната ментална состојба. И ете сосема накусо за крај, дали во последниве години имаме забележување кај младите дека повеќе се осамостоени во изборот и која ќе биде пораката на родителите кои мислат дека тие подобро знаат од детето што е најдобро за неговата иднина? Факт е дека родителот подобро знае за тоа што е најдобро за детето со оглед на возраста, мудроста и така натаму. Меѓутоа, во целиот тој процес родителот не треба да нуди решение на тацна, туку е неопходно да му го покаже патот или да го насочи, па детето самото да го направи изборот. Тука се согласувам во однос на ставот дека навистина основците се многу самостоени во однос на изборот, меѓутоа осамостоени од она што значи родителско влијание, но не и во однос на врсничкото влијание. Тука треба да се работи, затоа што повторно ќе напоменам, врсниците како врсници да, дружењето да, но за време на часот се знае која е активноста и што е тоа што се применува. Апел до родителите секогаш да разговараат искрено, отворено со своите деца, да им посветуваат внимание 15 минути или половина час во текот на денот, уште неколку месеци пред да дојде моментот за избор на средно училиште, затоа што неопходно е многу добро да се истражи каде ќе се продолжи средното образование.